Имаше и други, освен во здравството, имаше и други одлуки на петошната седница, да речеме, ветивме во програмата дека купи куќа, купи стан, проектот ќе го подобриме во смисла дека ќе ја намалиме каматната стапка и веќе почнавме да работиме на тоа. Законот не беше донесен тогаш, го планираме сега за следната недела, но веќе ги почнавме разговорите околу тоа, така што следната недела ќе работиме на усвојување на измена на закон со кој што треба да се намали каматната стапка за прекупување на куќа или стан од страна на граѓаните од 4,9 колку што беше преходно на 3,95 за првите 3 години и од 5,5 на 4,44 за после 3 години. Добро, вие во изборната програма ветивте над 2000 проекти. Ќе имате веројатно 4 години мандат, но ќе бидат вака набиени владините седници. Кои други од проектите ветени во програмата ќе добијат приоритет во текот на летните месеци? Во текот на летните месеци ќе има многу, јас мислев ги има многу во текот на следната недела што ќе бидат донесени. Ние овој викенд доста работевме, комисиите турбо работат и вчера и денеска, имаме многу точки, многу планови и од новата програма, а и има точки кои што заради тоа што владата до пред некој ден беше техничка влада, заради изборите, многу одлуки не можевме да ги носиме или закони, затоа што немавме право да ги носиме и тие чека штом заврши изборот на новата влада, тогаш да може да се донесе. Значи и тие кои што ни се насобрани и од новата програма, така што ќе имаме доста силно работно лето, доста турбо. Мислам дека целиот овој месец, јуни и јули, ќе имаме многу седници на влада. Само следната недела јас планирам најмалку 3 седници на влада, понеделник, среда и петок. Може би некоја повеќе, ако не стигнеме, ако заглавиме до досна во ноќта, па опадне концентрацијата, може би вторникот или четвртокот ќе се продолжи. Така што има доста работа. Има ли некоја меѓу приоритетите што се однесува на младата популација? Младите беа доста застапени во вашата програма. Има за повеќе категории лица. Значи и за оние што се од посоцијално ранливи групи, како што кажав ова за купи куќа, купи стан или да речеме ќе се укине за воиднина надоместокот за радиодифузна такса за примателите на социјална помош, воиднина да не плаќаат, значи тоа не важи за старите, туку за воиднина. Ќе се овозможи исто така бесплатно правење на елаборати за легализација на диви градби на оние кои што се приматели на социјална помош. А за младите има голем сет на мерки. Дел од нив веднаш ќе ги донесеме, дел можеби по неколку недели, како ќе стигаат службите и администрацијата да ги подготват. Една од тие мерки која што можеби дава и најдобри резултати затоа што стигнавме да ја донесеме на неколку дена пред укинувањето на парламентот, пред распуштањето на парламентот, пред изборите, е она за вработување на млади лица до 29 години, во кој што во првите 12 месеци работодавачот е ослободен од плаќање на персонален данок и придонеси, со оврска да ги задржи уште 12 месеци и веќе 2122 лица по оваа мерка се вработени, а не се поминати повеќе од 2-3 месеци. Значи дава одлични резултати. Ке следува и одлуката за она што го ветивме во програмата, мислам дека уште оваа недела тоа ќе биде, со кој што се дава слободен четврток за студентите. Во четвртоците да можат бесплатно да се возат во автобусите на градските превози, на жичарницата на Водно и на железницата, на државната железница, а исто така бесплатно да може да посетуваат државни или општински театри, музеи, кина и слично. Така што тоа е исто така едно од нашите ветувања. Има и друг сет на мерки, но овие се сега што можеме најбрзо да ги донесеме, а кои што сме ги ветеле во програмата кога им ја презентиравме на граѓаните и ја баравме нивната дојава.